Месеци, а некогаш и години се потребни за апелација да ги потврди пресудите на кривичниот суд. Некогаш ги носи побрзо, а некогаш не. Кој е критериумот за колку долго ќе се одлучува? Долга е и процедурата за пресудите да се однесат од кривичен до апелација на разгледување, иако судовите се речиси еден до друг. Физички со пешачење се стигнува за речиси 2 минути, но сепак повеќе од 8 месеци помина од како судот ги осуди Боки 13 и екс-шефицата на СЈО Катица Јанова за предметот рекет, но правосилност на одлуката се уште нема. Предметот од кривичен стигнал до судот, ама не е разгледан. Јавна седница за предметот рекет ќе биде закажана во април или мај. Ова практично би значило дека околу 11 месеци се потребни за одлуката за казните затвор на актерите во случајот рекет да бидат правосилни или да има жалби. Каде затајува системот? Купува ли судот време за политички договори? Ако за рекет е потребна 1 година за финализирање на пресудите, колку ли ќе биде потребно за случајот Таргет Тврдина? Предметот се уште не се нашол пред судиите на апелација. Пресудата за случајот Таргет Тврдина е во фаза на пишување, а рокот за тоа е 60 дена, пошто треба да биде испратена и да почнат да течат роковите за жалби. Имајќи во предвид дека во случајот за незаконското прислушување неправосилно осудени се Сашо Мијалков, Гордана Јанкуловска и 9 други, извесно е дека на судот ќе му требаат многу месеци за да донесе пресуда во втор степен. Ова е долг период за обвинителството, бидејќи прво обвинетиот за прислушување и уништување на опремата во притвор може да се задржи најмногу 60 дена. Со оглед на тоа дека во неговиот случај станува збор за обвинителен предлог. Согласно кривичниот законник се води постапка скратена, односно по обвинителен предлог, каде што роковите за притвор се навистина кратки и заради тоа по објава на пресудата максималната должина на притворот е до 60 дена. Од друга страна, на екс-шефот на УБК му се суди и во Титаник 2 тортура и трезор, а осомничен е и во предметите Империја и плацовите на Водно, па доколку обстојува опасност од бегство, би можел притвор да се побара и во некој од другите предмети. Треба ли да се отвори дебата за потребата од промена на законот?